Кои совети за нега на бебиња можете да ги игнорирате? Многу традиционални правила денес се сметаат за застарени. Еве ги најчестите митови кои не треба слепо да ги следите. Хигиена и безбедност. Бањање. Доволно е на секој 2 до 3 дена, бидејќи бебешката кожа е чувствителна и не се поти многу. Стерилизација. Шишињата и цуцлите треба да се стерилизираат само еднаш по купувањето, а потоа миењето со сапун и вода е сосема доволно. Температура. Никогаш не користете алкохол за ладење на телото, бидејќи кожата може да го апсорбира, што е опасно. Спиење и исхрана. Положба. Секогаш ставајте го бебето да спие на грб, а не на стомак. Разгалување. Не можете да разгалите бебе под 4 месеци. Слободно кревајте го в раце кога плаче за да му влиете сигурност. Храна. Избегнувајте житарки и цврста храна пред 6-тиот месец. Исто така, хранете го бебето кога е гладно, а не по строг распоред. Заклучок. Наместо да ги следите старите митови, наблюдувајте ги знаците на вашето дете. Природниот развој и советите од педијатар се секогаш подобар избор од застарените верувања. Ори става со копани и маслинки. Ова е класичен, домашен ручек кој маслинките го прават посебно ароматичен и сочен. Потребни состојки. Месо, 700 грама копани. Основа, 1 чаша ориз, 250 мл. Зеленчук, 2 главици кромит и 1 пиперка. Додатоци, половина рака маслинки и свеж макдонос. Зачини, 2 мали лажички сол, 1 мала лажичка зачин и мелен црн бибер. Начин на подготовка. Варење. Копаните варете ги околу 1,5 час во вода со 1 мала лажичка сол. Зачувајте ја водата од варењето. Пржење. На масло запржете го сечканиот кромит, па додајте ги пиперката, маслинките и оризот. Зачинете со остатокот од солта, зачинот и биберот. Се заедно убаво пропржете. Печење. Префрлете ги оризот и копаните во тава за печење. Прелијте со 3 чаши од топлата вода во која се вареше месото. Финале. Печете во претходно загреана рерна на 200 степени додека оризот не ја впие течноста и копаните не заруменат. Мал совет. Ако сакате побогат вкус, пред крајот на печењето додајте малку сечкан свеж макдонос или суво нане.